Граничните служби денеска влегува во агенцијата која ја ангажирала дадилката од аеродром. За медиумите нема одговор ниту од нив, ниту од надлежните, како била вршена проверката и изборот на кандидати за вработување. Мајката на малтретираното 2-годишно дете се надева дека институциите сепак ќе успеат да го решат случајот. Нема одговор дали била лиценцирана негователката која брутално тепаше 2-годишно дете. Иако по налог од обвинителството, мајката Данче Дамбева побарала од агенцијата да ја достават копија од договорот. Оттаму ја одбиле. Во просториите на Дејкер мајката се сретни со инспекторите од министерството кои врше увид во документацијата. Дамбева од агенцијата излезе со празни раце, но со надежда дека институциите ќе ги помогнат. Се појави предпоставувам собственикот на агенцијата, му се представив која сум, дека сум мајката на малтретираните деца. Кажувам во множина затоа што не само Дарио малтретиран, него се и другите, само нели го фативме Дарио. И тој грубо ми одговори дека не може да ми го достави договорот кој што сме го подпишале пред година дена, дека сега има поважна работа и дека сум требала јас да го имам договорот дома, рачунајќи јас дека нели како што треба јас да имам договор, би требало да има и он. Значи јас барав само копија, не барав ништо повеќе од него. Вработените најпрво негираат дека во оваа зграда се наоѓа агенцијата која на својот веб портал нуди врвен квалитет за ангажирање негователки за деца и возрастни. Не сакаат да одговорат колку од нивните негователки поседуваат лиценци и на каков начин вршат проверка за стручноста. Од агенцијата Дејкер отфрла дека имаат било каква врска со случајот и вела дека тоа ќе го докажат и инспекторите кои веќе направиле увид во нивната агенција, но не сакаат да одговорат врз основа на што ги исклучуваат договорите со родителите и сите останати кои што наемуваат негователки од кај нив. Рекоа дека за лицензите се задолжени од министерството. Министерката Царовска не откри што утврдили инспекторите. Нема точен податок ниту со колку лиценцирани даделки посредуваат од агенцијата Дејкер. Она кое што е важно да се каже за овој случај дека тоа е по надлежност во моментов на истражните органи во државата. Ние како Министерство за труд и социјална политика сите сознани информации кои што ги имаме, едносно ќе ги споделиме со овие истражни органи, но во моментов не ги споделуваат со јавноста детали, се додека истражните органи не излезат со официјален став, односно овој случај сметам дека така е коректно. 59-годишната негователка е во 30-дневен притвор. Обвинителството води истражна постапка, а таа е осомничена за кривично дело, кое предвидува затворска казна од 1 до 10 години. Мирена Давидовска, Сител телевизија.